Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер, почитувани слушатели, со нашиот гостин Александар Николовски, подпредседател на ВМРО ДПМН, е член на парламентарното собрание на Советот на Европа и со нова функција. Сега известува за Босна и Херцеговина. Добро утро, Александар. Добро утро, ви благодарам на поканата. Значи ти сега стануваш известувач на Советот на Европа, односно на парламентарното собрание за Босна и Херцеговина. Што е тоа? Како изгледа тоа? Ние прочитавме во медиумите, но на граѓаните баш и не име нели јасно од прилика за што станува збор. Така, благодарам прво на можноста. Согласно процедурите на Советот на Европа има три категории на држави. Советот на Европа е најстарата организација која што е мировен проект на европскиот континент, формирана веднаш после Втората светска војна во 1949 година и ги обединува сите земји од европскиот континент со исклучок на Белорусија и на Русија. Белорусија затоа што се уште има смртна казна, што е еден од основните принципи зошто не сме една земја да е член на Советот на Европа, а Русија беше исклучена после војната инвазија, односно почетокот на војната која што го направи минатата година во Украина. Значи, сега Советот на Европа има 46 земји членки од целиот европски континент. И тие се поделени во три дела. Земји членки кои што се под мониторинг за исполнување на нивните обврски во Советот на Европа, значи формално правно тие се членки на Советот на Европа, но се уште не ги уживаат сите права во Советот на Европа, затоа што ги немаат исполнето сите стандарди. Македонија е таква земја? Земји во постмониторинг, тука е Македонија, заедно со Бугарија и со Сан Марино, три држави се во овој дел. И третата група е земји кои што се надвор од мониторинг процедурата, кои што ги исполнуваат своите обврски кон Советот на Европа, за кои што исто така периодично се пишуваат извештаи. Например, имаше на овој состанок извештај за Франција, која што е надвор од мониторинг, но сепак има извештај. Сега се вратам на основното прашање. Босна и Херцеговина е држава која што е под мониторинг, односно за Босна и Херцеговина редовно се пишуваат извештаи, кои што може да се полугодишни или годишни, за состојбата со човековите права, состојбата со владењето на правото и борбата со корупцијата, изборните реформи и функционирањето на државата, имајќи предвид каква држава е Босна и Херцеговина. Мојата улога како известител ќе биде да го следам развојот на станите на сите овие полиња кои што ги споменав и за тоа да пишувам извештаи, кои што извештаи се поднесуваат прво до мониторинг комитетот како најбитен комитет, потоа и до парламентарното собрание на Советот на Европа, кои што откако ќе се усвојат се доставуваат до комитетот на министри, тоа се министрите за надворешни на земјите членки и стануваат правно врзувачки документи за земјата, во случајов за Босна и Херцеговина. Или се тоа да го поедноставам за да може слушателите подобро да не разберат. Малце и во шега тоа го кажував. За прв пат се случува да македонец, политичар од Македонија оценува развој на друга држава, а не само нашиот развој да се оценува, затоа што знаете дека не оценуваат, еве конечно и ние некого точно. Македонија од прогласување на независноста до денес е под оценка, вклучувајќи и од Советот на Европа, конечно покажавме дека како држава имаме капацитет, имаме луѓе кои што можат тоа да го прават и во други држави и покажуваме дека може државата достоинствено да се представува со сите капацитети кои што ги имаме. Иначе да напоменам, изборот е прилично комплициран и тежок, не се работи за едноставен избор, има одредени критериуми кои што треба да се исполнат пред се од тоа да нема конфликт на интереси, да не е известителот од соседна држава и да има позади себе кредибилитет на завршени слични работи во неговата кариера. Таа номинација оди преку политичките групи на кои што членуваме, јас сум конкретно во Европската народна партија, и после тоа оди на тајно гласање каде што сите пратеници гласаат и навистина е привилегија во избор на бројни пратеници од западноевропските држави, од една Германија, Франција, Велика Британија, исто така е член Шпанија, нордиските држави, да токму јас бидам избран, така што навистина сум горд на
ова можност која што ќе има во следниот период. Еве, честитки од нас. Александар, Ивица, што значи генерално ова за Македонија? Еве, за Александар е огромен успех, но за Македонија што значи? Па значи дека квалификатив дека како што рековме овдека постојат луѓе кои што може да бидат дел од раководството на меѓународните интеграции и организации и дека познавајќи го Александар, ова нема да сопре само со него. Тој ќе се потруди да кооптира колку што е можно повеќе луѓе од Македонија во овие структури, затоа што секој наш човек кој што со кооптација дошол, кој се враќа потоа, врз основа на тие добиени знаења и така натаму ги менува институциите внатре. Апсолутно, да. Доста е коректно ова што го кажавте. И Босна и Херцеговина е навистина интересна затоа што се работи за една ранлива држава. Во нашето окружување, ја знаеме добро, бевме дел и од Заедничката федерација. Има голем фокус на меѓународната заедница. Се работи за единствена држава во која што висок представник имаат Обединетите нации, значи нема втора европска држава каде што Обединетите нации имаат постојано висок представник кој што ги има сите извршни овластувања, односно тој е над сите избрани органи во државата, во Босна и Херцеговина во случајов, може да носи или да укинува закони, може да носи или да укинува судски пресуди, значи практично целиот спектар на конструирање на една држава е под него. Во случајов тоа е познатиот германски политичар Кристијан Шмидт, кој што бил министер во неколку кабинети на Ангела Меркел и кој што одлично ја познава не само Босна, туку целиот регион. Јас ќе соработувам и со него и заеднички ќе носиме одлуки за многу работи, така што самата комуникација со овој профил на личности е можност да се позборува и за Македонија. Секако на тие состаноци, на тие средби кои што ги имаме, природно е да се позборува за состојбите во државите од кои што доаѓам. Јас искористам можноста да позборувам за Македонија и ова е начинот да и се помага и на државата. Ние сме народ кој што е навистина неправдан, но начинот не е нити плачење, начинот не е ни коментари по социјални мрежи, начинот е работа и борба, и таа борба е тешка. Најлесно е да плачете, многу потешко е да се борите, и ова е еден од начините, така што се надевам дека и ни со овој капацитет кој што имам ќе можам да помогнам на државата. Она што е исто така куриозитет, да се излегува дека сам се фалам, но ова се факти, е што јас сум политичар од опозиција, што е многу потешко отколку од политичар на власт, но исто така говори за одредени други состојби, имајќи преди дека никој од власта досега за ништо не бил избран надвор од државата, а нели зборуваат дека се многу проевропски, прозападни, дека имаат големи поддршки надвор. Ама некако слабо во Европа. Точно, досега никој за ништо не е избран од власта, дали актуелни, дали поранешни министри за надворешни работи, за евроинтеграции, за одбрана и така натака, едни големи величини кои што ни се представуваат тука, никој за ништо не ги бира надвор од државата, а јас од опозиција успевам да се изборам за Александар, само своето место. Надвор се бираат луѓе што равноправно седат на масата, вазали никој не бира. Во право сте, така е. Апсолутно. Николовски, рековте дека процесот на избор бил ригорозен. Како изгледа тој процес? За нас кои не знаеме баш како функционираат овие меѓународни институции, како вие поднесувате барање, некој ве предлага, како изгледа? Имат три чекори. Прво, парламентарното собрание на Советот на Европа има 315 пратеници. Тоа се избрани пратеници во домашните парламенти и по клjuč соодветно на големината на државата и бројот на жители се номинираат пратеници во парламентарното собрание. Македонија, на пример, има 3 од овие 315, Македонија има 3 пратеници заради големината на земјата, на државата. Од тие 315 со не по клjuč, туку со избор се бира само еден комитет. Сите останати комитети се бираат по клjuč. Само мониторинг комитетот се бира со гласање или избор на сите овие 315 пратеници. Значи, тие 315 пратеници бираат кои
41 пратеник ќе бидат членови на мониторинг комитетот. Значи прво е многу тешко да влезете во избрани во мониторинг комитетот, затоа што нормално се лобираат големите држави од типот на Германија која што има 18 пратеници, Турција има 18 пратеници, Франција има 18 Велика Британија членува? Да, Велика Британија има 18 пратеници. Всушност Советот на Европа од Чирчил е основан, ако не се лажам. Меѓу другите и од него, да. 49-та година е основан и најголем број пратеници што може една држава да има е 18. Значи ние имаме 3, на пример Велика Британија има 18. И сега една таква конкуренција да влезете во 41 е навистина тежок напревар. Откако ќе влезете во овие 41 пратеник во рамки на мониторинг комитетот, тогаш веќе се бираат тие пратеници на мисии на кои што одат на избор. Јас да потсетам јавноста, можеби е и заборавено, сум единствен од Македонија кој што бил прв подпредседател на мониторинг комитетот. Значи јас во период 2015 и 2016 година дојдов до позиција да бидам втор човек на овој мониторинг комитет. После тоа нели направив 4 години пауза од 2016 до 2020 не бев пратеник и 2020 се вратив, но по автоматизам не се враќате во мониторинг комитетот без разлика што јас бев прв подпредседател, туку пак поминувате овој ригорозен систем на селекција и конечно бев избран на почетокот на оваа година за член на мониторинг комитетот и кога сте веќе член на мониторинг комитетот поднесувате апликација за известител за одредена држава. Јас конкурирав за Босна и Херцеговина, имаше најмногу интерес, 5 кандидати имаше со мене, затоа што државата е навистина интересна и навистина е предизвик и на тајно гласање овие 41 пратеник одлучуваат кој ќе биде избран за известител, со тоа што тоа е начинот на кој што се завршува оваа процедура и мандатот е неограничен. Кога ќе бидете избран за известител, после тоа имате неограничен мандат, односно мандатот е додека вие имате можност, желба да ја работите или додека ќе трае мандатот како пратеник. Ова значи дека вие сте успеале да убедите пратеници од Германија, пратеници од Британија, од Франција, од стварно сериозни земји во меѓународниот нели во меѓународната заедница, како што ја именуваат кај нас, кои навистина значат нешто и сте ги убедиле баш овие англичаните, французите, германците да гласаат за вас. Без нив не би успеале да влезете овде. Работата на мониторинг комитетот е строго за затворени врати, многу детали не може да се изнесува, но можам само еден да изнесам затоа што се несува на мене, а тоа е дека предлогот за мене дојде лично од претседателот на Европската народна партија Александар Појчеј, кој што е сенатор од Полска, а Полска е исто така држава со максимален најголем број на пратеници во парламентарното собрание заради својата големина, така што самото тоа мислам дека многу кажува. Да, ова е интересен податок. Николовски, од прилика ти благодариме за тоа што имаш дневни обврски, се договоривме нели да ни гостуваш само поврзано со ова прашање. Само еден кус коментар околу Советот на Европа. Не израдува годинава и оно извеште која објективно и базирано на факти и на норми Македонија добива кредит. Во извештајот за Македонија немаше збор за било какви загрозувања на права на бугари и така натаму, за разлика од бугарскиот извештај кој што беше прилично вака тежок. За таа работа еве, имаме можности да дојдам на едно утринско интервју, сум бил и до сега многу пати, благодарам на поканата. Во април има редовна сесија на парламентарното собрание, на кој што една од главните точки е спроведување на пресудите на Европскиот суд за човекови права од Страсбур. Исто така јавноста тука малце знае дека јас сум еден од луѓето кои што го следи спроведувањето на овие пресуди, сум дел од тој комитет во Советот на Европа и имам доста жестока дискусија во однос на Бугарија, затоа што еве можам ексклузивно и за јавноста да кажам дека ќе бидат вметнати во тој извештај пресудите кои што се носуваат на македонците од Бугарија, а кои што Бугарија не ги спроведува, но повеќе за тоа ќе можеме да зборуваме во април. Ти благодариме многу, Александар. Благодарам. Беше задоволство. Почитувани слушатели, денес имавме маратонско издание на Еспресо со Златев и Боцевски, вака дојдат 2-3 еспреса, да ви кажам право, затоа што почнавме од 8, не фати 10, но па греота сме и ние
односно греота сте и вие, ние само 2 сата на Сабајле збориме, после имаме слободно време, сега вака малци ние да си одработиме повеќе, нели, како што доликува. Останете со 107,4, читајте lider.mk и ставете subscribe на нашиот YouTube канал.